Добро вечер. Во 360 степени на МРТ1 вечерва гостува Сузана Јошевска-Анастасовска, членка на Судскиот совет, орган чија улога е да ја гарантира и заштитува самостојноста и независноста на судската власт, а меѓу ингеренциите веројатно најзначајната е да избира и разрешува судии. Јошевска-Анастасовска беше избрана од Собранието за членка на Судскиот совет на 12 јануари годинава на предлог на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Но иако на функцијата не е ни 4 месеци, во неколку ситуации веќе го привлече вниманието на јавноста со своите предлози, дискусии и гласања во рамките на Советот. Тоа е поводот Сузана Јошевска-Анастасовска вечерва да ја поканиме на интервју. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добре најде. Вие сте дипломиран правник од 2002 година, од 2005 сте адвокатка. Во меѓувреме се запишувате на магистерски студии по кривично право, во биографијата видов ги имате положено сите испити, но немате одбрането магистерска теза. Сега некако многумине кога ќе дојдат на власт стануваат магистри или доктори на науки. Треба ли да очекуваме и во вашиот случај дека ќе го потврдите ова непишано правило? Па не сакајќи ќе влезам и јас во тоа. Најверојатно клише да не сакајќи, бидејќи минатата година кога требаше да се посветам на ова, ми беше турбулентна и не најдов можност. И се надевам дека во периодот следен ќе успеам да го заокружам овој циклус, бидејќи сепак кога веќе сум тргнала на тој пат, морам и да го затворам ова Тоа прашање. значи дека како адвокат имате многу повеќе работа, како член на Судскиот совет имате и време да пишувате магистерски труд. Да тоа велам, влегувам во тоа клише, но него сметам дека треба веќе да ги тргнам другите работи кои ми го одземаат вниманието во слободно време и да го затворам ова како прашање. Имам денови од стариот одмор и од новиот одмор и најверојатно за време на летниот период ќе се посветам. И кривичното право дефинитивно е тоа што е ваш прв избор? Да. 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 Иако мислам дека како адвокатка не работевте исклучиво кривично право. Не. Како адвокатската канцеларија на која бев дел, работеше многу области. Може би не сите области, бидејќи не е возможно да се работи од се, но работеше и стопанско, и имотно правно, и работеше штети. Јас бев единствен, можеби, во канцеларијата која што го работев кривичното, но работев и други. Водејќи се од логиката дека номинациите се партиски предодредени, кога председателката Гордана Силјановска-Давкова ве предложи за членка на Судскиот совет, тоа прозвучи изненадувачки, на позитивен начин во јавноста. Како се случи да бидете кандидат за член на Судскиот совет, предложен од председателката Силјановска-Давкова? Па, јас сакам да верувам дека тоа беше еден логичен след на моето професионално делување 20 години во адвокатура и тоа на судски предмети. И мојот јавен ангажман во последните 10 години, кои најверојатно председателката ги има забележано и сметала дека ќе дадат особен придонес во ова тело. Се познававте со председателката претходно? Само професионално. Ние сме биле и јас сум уживала во дискусии со председателката и како професорка, и како пратеник. Ви предавала? Да, ми предавала и сум полагала кај неа, но и во последниве години, особено кога беше пратеник во Собранието, таа беше дел од просторијата во комисијата каде што се одвива интервјуата за членови председател на Државната комисија за спречување корупција. И го следеше моето интервју, дури поставуваше прашања и после тоа имавме и можности да разговараме. И секогаш кога сум била со неја во иста просторија сум сакала да разговарам, бидејќи сметам дека е навистина полна со знаења и за мене тоа било уживање, но најверојатно било двострано, биле доста двострани тие впечатоци. А во една прилика таква го изразив мојот цврст став и убедување дека во Судскиот совет е добро да влезе адвокат, тогаш воопшто не се однесуваше за мене. Зборував и општо и беше многу месеци пред ова да се случи. Па можеби тие работи исто се поврзале дека нејзе се сепак она најдобро знае, но према тоа како го бранеше предлогот во Собранието и како се постави поднос на
на предлогот јас да бидам член, претпоставам дека овие биле сите нејзини мотивации. Да, имаше резерви кон вас, кај дел од мнозинството се разбира, на крај мислам дека 72 гласа добивте. Тоа беше сепак нејзина иницијатива, бидејќи во тие документи што стигнаа до собранието имаше и ваше мотивацијско писмо. Мотивацијското писмо е законска обврска. Составен дел. Мора да се приложи. Дали по изборот имате контакти со претседателката? По изборот си имам видено еднашка и тоа на моја иницијатива, бидејќи сметав дека е добро да после некое време, тоа беше скоро, да ги дадам сопствените впечатоци, први впечатоци од функцијата и да видам од другата страна какви се впечатоците со оглед на тоа дека некои од дискусиите, како и вие рековте во јавноста, беа јавни и можеше дел од мојата работа да се види, да видам каква е перцепцијата од нејзина страна. Средбата беше неформална и поприлично куртоазна, но за мое големо задоволство добив уверување дека следи и дека поддржува. Сепак таа мене ме представи како храбра и бунтовничка и мислам дека реформаторка, да. Така што сметам дека и од незините зборови добивам навистина поддршка да продолжам. По неполни 4 месеци од изборот, дали веќе кај вас има созреано ставот за тоа дали донесовте вистинска одлука со тоа што прифативте да бидете членка на судскиот совет? Времето е навистина кратко, но не поминал ниту еден ден јас да се покајам дека сум ја донела таа одлука. Ќе видиме и со текот на времето дали ќе ме држи. Влегов во ова навистина со огромен ентузијазам и една професионална љубопитност и една желба од внатре да се обидам да се придвижат работите кон подобро. Така што прашањето за тоа дали сум донела правилна или неправилна одлука ќе биде за мене секогаш дека сум донела правилна, додека се чувствувам еднакво слободна како што се чувствував додека бев адвокат, бидејќи слободата за мене е императив. Многу луѓе ги мерат работите низ финансиите. Не е дека платата на член на судскиот совет е ниска, но кога сте во приватен бизнис, условно кажано, иако вашиот е регулиран приватен бизнис, потенцијалот да се заработи е сигурно поголем. Да, точно е тоа. Во адвокатура има бескрајни можности, зависно од способностите, за многу поголема заработка од онаа што е буџетската плата, колку и таа да е висока. Но мене ме води, како што кажувам, ентузијазмот и желбата да во овие 6 години да направам една пауза од адвокатурата. Не сметам дека паричниот надомест треба да така и сум скроена, дека не сметам дека прв и основен критериум треба да ми биде паричниот интерес. Задоволството што го чувствувам ми е поважно. Да, колку е фрустрирачки за вас тоа што вашата индивидуалност како член на судскиот совет често останува во сенка на ставот на мнозинството? Сега често. Да. Ајде, можеби често не е соодветниот збор, но во одреден број ситуации останува во сенка на ставот на мнозинството. Не би се изразила дека е фрустрирачки, не ми е сеедно, но не би се изразила дека е фрустрирачки, бидејќи јас ја разбирам и поставеноста на колегијалното тело и бев свесна кога се нафатив за овој предизвик, дека влегувам од една професија каде што генерално одлуките се носат индивидуално во една комплексна институција каде што... Да кажеме само, 13 члена имаат право на глас, вие сте еден глас од тие 13, а најчесто одлуките се носат со најмалку 8 гласа. Така е. Околу фрустрацијата, индивидуалноста и мнозинството. Јас сум навистина среќна што во овие 4 месеци се отворија темите и што разговараме за темите, без оглед крајната одлука каква е. Некогаш треба да тоа го гледам како процес. Некои теми ги разговараме во една конструктивна дебата и затоа сум навистина благодарна од сите членови. Најдов на атмосфера во која навистина можам целосно да ги изразам сопствените ставови, слободно сум да дискутирам. Атмосферата е таква што седниците се јавни, може и јавноста да го цени моето делување, така што Ви приговараат ли тоа што знаете, понекогаш освен тоа што како гласање или став ќе го кажете на седница, да напишете и пост на социјалните мрежи?
членовите имаат исто така тешка задача да се прилагодат кон мене. Значи, ова е период на адаптација. Јас се прилагодувам кон нив и тие кон мене. Имам некогаш можеби доаѓам со енергија која е преинтензивна и некогаш со некои различни ставови, сепак имаме ние сме вкупно сега во моментот 12 и уште 11 членови покрај мене што имаат навистина и различен бекграунд и различни ставови по однос на работата, и тоа е можеби и убавината на колективното тело, да се слушнат различни ставови, и од таму мислам дека треба и мојот да го слушнат како што јас го слушам нивниот. Да, можеби не се согласуваат со се што правам, па дури и надвор од работата, но мислам дека се е тоа во една добра атмосфера и корисна дебата за да тераме панатаму. Реков и во најавата имаше неколку ситуации изминатиот период што го привлекоа вниманието на јавноста. Едната беше вашиот предлог за спроведување интервју за судиите што ќе се пријават да бидат кандидати за уставен судија. Мнозинството не ја поддржа таа ваша идеја. Потоа само вие не гласавте за Мери Дика да биде кандидатката за уставна судика. Па бевте против исклучување на јавноста кога судскиот совет требаше, односно веќе расправаше за случајот со разрешениот судија Стојанче Рибарев. Што мислите, зошто останавте во малцинство во овие ситуации? Моите ставови ги изнесов. За секој од овие прашања се различни. Не би рекла дека сум во малцинство. Јас навистина сум, да речам, заедно со уште многу помалку членови, не успевам да моите идеи ги наметнам на мнозинството, но како што кажав, тоа е процес кој е почнат и кој треба да трае. Сепак членовите сметаат поинаку. Не значи дека ако сега, како велите вие, е малцинство, утре нема тоа да биде мнозинство, доколку секогаш се дискутира на работите и доколку се трудиме малце да ги отвориме различните перспективи и да дискутираме. Го прифаќате ли аргументот дека, да речеме, при вашиот предлог да се воведе интервју за, независно дали рековте тогаш јавно или можеби на затворена седница на судскиот совет, за судиите што ќе се пријават да бидат кандидати за уставни суди, го прифаќате ли аргументот дека тоа можеби беше контра тоа што го пропишува законот, како услови за кандидат за уставен судија? Да, дел од членовите, односно најголемото мнозинство, ценеа дека тоа е дополнителен, доколку го воведеме јавното интервју, би направиле дополнителен критериум, што јас не ценев и ден денеска сметам дека не е спроведување јавно интервју дополнителен критериум, туку е дел од постапката и заради тоа умесно е во деловникот да се воведе. Исто така нивни аргумент беше дека доколку требало да има јавно интервју, доколку било корисно да има јавно интервју, тоа ќе било предвидено со новиот закон, а штом не било предвидено, бидејќи јавни интервјуа се предвидени кога се бираат председатели на суди и така натаму, сакам да кажам, во законот има предвидено за други ситуации јавно интервју, дека штом овдека не е предвидено, дека ние би излегувале надвор од законот, па дури си идеше до таму дека тоа би било противуставно и така натаму. И ден денеска јас имам цврст став по ова прашање, сметам дека за судиите е корисно, за кандидатите е корисно пред јавноста да покажат кои се, бидејќи верувам дека имаме не само долгогодишни судии, туку судии кои можеби може да покажат дали и како ја разбираат уставната позиција. Така и рековте кога гласавте, практично единствена, гласавте против или како за Мери Дика? Единствена. Гласавте против? Да. Рековте да имаше интервју, ќе имав шанса да слушнам тоа што сакав да слушнам и можеби и ќе гласав за. Да, меѓу другото заради тоа што јас не знам дали судијата ги има тие придонеси, бидејќи законот бара придонес во развојот на теоретската и правна мисла. Од тоа што беше приложено кон пријавата не можев да го видам. А дел од судиите аргументите ги темелат на познавање на судијата, но судскиот совет е составен од членови кои не се познаваат со судиите и немале шанса како да се познаваат со судиите. Јас не сакам да кажам дека судијата нема придонес или дека нема разбирање, но сакам тоа да го видам и мислам дека тоа придонесува процесот да биде
транспарентен, намерит и отчетен. Во постапката за утврдување кандидат за уставен судија се случи судскиот совет со заклучок, иако одлуките ги носи на јавни седници, да ја задолжи комисијата што ја предводевте вие, да ја цени само навременоста и комплетноста на пријавите, а не и исполнетоста на условите, иако во деловникот јасно се наведува дека таа комисија треба да ја цени и исполнетоста на условите. Сега дилемата е делот оние што го следат правосудството веќе излегува со своји ставови дека навистина ова отвора простор за поведување управен спор, но сега, еве, јас овде ќе го поставам тоа во прашална форма, дали навистина ова отвора простор да се поведе управен спор за тоа дека Мери Дика во несоодветна процедура била утврдена за кандидатка за уставен судија и на некој начин таа практично да ја доживее судбината на Елизабета Дуковска, на чие место треба да дојде Мери Дика, бидејќи да се потсетиме токму со пресуда на управниот суд изборот на Елизабета Дуковска од Собранието за уставна судика беше поништен и практично... И тоа баш за процедура во судскиот. И баш за процедура во судскиот совет. Што мислите вие за овој случај? Прво една исправка, не ја предводев јас комисијата, јас бев член на комисијата. Председател беше друг член. Вие не ги... Не бев јас председател на таа комисија, да. Во тој момент кога се носеше заклучокот, јас имав цврсто убедување дека не треба да се донесе. И за јавноста да објаснам се работи... Данка Ристова беше, да. Значи, за јавноста да објаснам, носењето на заклучокот е чисто правно прашање. И има детали кои не се можеби за јавноста многу важни, но сметам во дадениот момент дека комисијата има задача согласно која ја дава деловникот и дека ние не треба да правиме како судски совет никакви интервенции во таа задача дадена од деловникот. Мнозинството сценеше поинаку и затоа јас на седница прокоментирав дека во донесувањето на заклучокот не сум учествувала и од тие причини не можам ни извештајот да го потпишам. Сега дали тоа ќе произведе правни последици кои можат да доведат до управен спор, односно до успешно завршен управен спор, не би можела да коментирам, бидејќи како што кажав јас и во основа не учествував во такво донесување на тој заклучок. Два аспекти се тука спорни, барем според она што јавно се коментираше. Едното е тоа што судскиот совет со заклучок и наложи на комисијата да не ја цени и исполнетоста на условите. И вториот зошто да не ги цени кога деловникот го кажува тоа. Да. Сега велам Елизабета Дуковска остана без судиското место поради процедурален пропуст. Сега ќе биде интересно да се види како ќе заврши овој случај. Мнозинството од членовите сметаа дека не се направил пропуст, бидејќи на следната седница кога се гласаше, се коментираше незината членовите кога образложуваа зошто не гласаат за овој предлог, бидејќи по новиот закон мора да се даде устно образложение и за и против. Членовите образложуваа дека сметаа дека таа не ги исполнува критериумите и според нив, значи тоа се истите кои го донесоа заклучокот, според нив не е направена никаква прекршување бидејќи таа била ставена на гласање, гласал советот и образложил зошто смета дека критериумите не се исполнети. Навистина ќе треба некој друг да цени, таа и нејзин правен тим дали во даден случај има услови за управна тужба, а понатаму и судиите дали навистина процедурата е запазена. Јас не сакав да правиме никакви интервенции за да не се изложиме себе си. Спорни беа 2 години стаж на Елизабета Дуковска како уставна судика, кој што можеби години и пол нешто така. Кој што мнозинството сметаше дека не треба да се земат во предвид во судиското искуство и стаж кој што ги бара законот за да може да бидете кандидат за уставен судија. 20 години се бараат, така? Судиски стаж. Дуковска без годините во Уставниот суд ги немаше тие години. Само за контекст да образложам како била претходно, ако сега не може. Претходно законот бараше 15 години искуство, претходниот закон. Новиот закон
бара 20 годишно искуство. Таму има и една друга специфика. Таа се пријавува по новиот закон, а претходно смета дека не е довршена постапката и по стариот закон, бидејќи одлуката од собранието е поништување на одлуката од управниот суд е поништување на одлуката на собранието, што според толкување кое го прочита во јавност од нејзина страна, значи дека треба и таков и допис е доставен до судскиот совет, дека постапката треба по стариот закон да се врати во судскиот совет и повторно за нејза да се гласа, односно се исправат сите недостатоци кои Но судскиот совет тоа не го уважи. Но тоа било пред јас воопшто да дојдам. Кога дојдов јас беше отворен овој нов оглас и по новиот таа треба да исполнува 20 години, како што кажавте, заради 2 години кои била во Уставниот суд. Инаку Патем конкурира да биде уставна судика, а не и ги земаме предвид годините на уставен судија. И на јавната седница мојот став беше дека без оглед не смеме ригидно да читаме оваа одредба, бидејќи сметам дека одредбите треба да служат на процесот, а не процесот на одредбите. И дека 2 години како уставен судија не може да бидат хендикеп, можат само да бидат придонес. Јошевска Анастасовска долго се слушаше во правосудните кулуари името на судиката која на крај беше утврдена за кандидатка за уставен судија, дека таа ќе биде. Со месеци наназад нејзиното име се спомнуваше. Када се носат одлуките? Во судскиот совет или надвор од судскиот совет? Ви го разбирам прашањето и провокацијата во истото. Мојот одговор мора да биде дека одлуките се носат во судскиот совет, бидејќи моето искуство од овие 4 месеци, колку ја што гледам, одлуките таму се носат. Членовите сите се одговорни за сопствените ставови и каде тие ги градат, тоа е одговорност индивидуална на секој член. Јас можам за мојата лична одговорност да кажувам, односно каде јас го градам мојот став го градам исклучиво врз основа на тоа што ќе биде пред мене дадено како во конкретниот случај како пријава, како документи, она што го имам како правна логика, она што го имам како познавање од правото и сопствени лични ставови градам исклучиво на база на сопствениот интегритет. Но овдека повеќе е прашањето зошто судскиот совет дозволил да и низ годините наназад и сега не се поправа таа слика дека одлуките не се носат таму. Јас немам такви сведоштва, но можеби е вистинско време да почнеме да работиме на поправање на таа слика, бидејќи бевме сведоци на едно минато време кога дискутабилните одлуки не можеше никако поинаку да се протолкуваат од тоа дека можеби се резултат на нечии влијание од страна. Има уште еден, јас ќе го наречам феномен за кој јавно и гласно се коментира, тоа е феноменот на така наречени сончогледи или прилагодување на одлуките на судскиот совет и на пресудите на судиите кон интересите и очекувањата на актуелната извршна и законодавна власт. Па, членови во судскиот совет бирани во мандатот на едно мнозинство, кои што во мандатот додека таа власт била на власт, гласале во интерес на таа власт, па како ќе се смени власта, па ќе се прилагодат на другата власт или како велат се вртат како сончогледот кон сонцето. Зошто таков печаток? Тоа е прашањето. Зошто таков печаток? Одговор на ова прашање не лежи во негирање, дека тоа навистина се создава таков печаток во јавноста. Најверојатно е оставен предолго и преширок празен простор каде што наративот го креирале други. Мислам дека во периодот кој што следува и кога јас ќе бидам во судскиот совет, многу ќе се занимавам со тоа да ние го водиме повеќе наративот, отколку да дозволиме тоа да го прави јавноста, а тоа сепак мора да се направи преку поголема транспарентност и поголема јавност, каде што јавноста треба да ни биде навистина сојузник. Ако намерите се честни. Намерите, гледате, производот од работата треба да биде на тој начин оправдан и образложен, да нема да има воопшто, да не се поставува воопшто прашање за намерите. Ако процесите се јасни, ако одлуките се образложени, и ако се транспарентни, ќе се намали впечатокот дека во некои други простори се носат тие одлуки, туку дека навистина таму се носат.
финансиската самостојност и висината на буџетот за судството се тема што беше актуелна во изминатиот период, а и Европската комисија во својот последен годишен извештај за земјава јасно укажа на финансиска зависност, на подкопување на независноста, меѓу другото и со малкуте пари што се одвојуваат за судството. Судскиот совет нема директни ингеренции во финансиите, но кој е вашиот став? Каде треба да се бара решението што ќе обезбеди доволно финансии и ресурси за судството, тоа ќе биде прикладно на кондицијата на државниот буџет? Што ќе кажат, нели, да не барате преку леп погача како судство? Прво, терминологијата ние да бараме, а уште па и преку леп погача, не е соодветна, можеби заради тоа што тоа е законска обврска на владата и на Министерството за финансии да ги обезбеди овие средства. Судството е во катастрофална состојба. Ние можеби треба во краткорочни рокови да разгледуваме како би можеле со овие ресурси кои што во моментот ги имаме да ги подобриме состојбите и некоја да направиме некоја подобра реорганизација, се со цел да не трпат странките, односно да не трпат граѓаните. Во таа насока минатата седница беа донесени одлуки за делегирање на суди, десетина можеби и повеќе беа делегирани од малце поголеми судови кон малце мали, каде што навистина недостасуваат, но тоа не е доволно и тоа не е решение, особено што делегирањата по закон се само за една година. Следната година ќе го имаме повторно истиот проблем, ако не е и поголем, бидејќи некои суди одат во пензија. Но еден проблем се судиите, ќе зборуваме за нив малку повеќе. Друг проблем е и другиот помошен технички административен персонал. Одобрени беа 200 нови вработувања во судството, но зошто не се реализираат тие? Најверојатно тоа треба да се праша во Министерството за финансии. Јас колку што разбирам, во Министерството за финансии одбиваат соработка со Судскиот совет, во смисла нема никаква соработка, никакви состаноци. Така што немам информации, можеби ова е прашање за председателот, зошто и како зошто се одолговлекува овој процес. Имате сознание дека председателот бара состаноци и дека... Да, и дека од страна на Министерката за финансии нема соодветна комуникација, иако начално 200 се одобрени, правени се плановите, судско-буџетскиот совет ги направи по судови вработувањата. Ако се присетиме и премиерот даваше такви изјави, нели? Еве, нека седнат во судскиот совет, во судско-буџетскиот совет, нека ги договорат потребите, ние сме тука да го реализираме и поддржиме тоа. Да, такви беа изјавите. Сепак тие поддржуваат да речеме 50% тоа што се потребите. И тоа е вредно да се напомене, бидејќи потребите беа за 400 и барањата беа за 400 вработувања. Добро, еве како прв чекор не е лошо и 200 да кажеме, но еве не се реализира. Но поголем проблем е што не се реализираат и тоа навистина го блокира работењето на судството. Некои информации непроверени ми кажуваат дека се чека ребаланс на буџетот, зошто и како не знам. Но ако се чека ребаланс на буџетот, тоа ќе го одолговлече уште повеќе, па можеби ќе треба да се прават други реорганизации, така што поминуваат месеците, а знаеме дека тоа влие на ажурноста на постапките, а крајно тоа влие на незадоволството на граѓаните. Да, на перцепцијата за судството и на тие проценти кои што јавно се дискутираат како доверба, односно недоверба во судството. Да, и некако судството испаѓа дека е нефер како е ставено во оваа позиција, од една страна да се бараат резултати, од друга страна да не му се даваат услови за да ги испорачат тие резултати. Тоа е едната работа. А другата работа е дека се слева во судството. Нефункционалноста на системот повторно се слева во судството. Можеби може да се помогне во наводници и доколку системот во рамките на министерствата и во рамките на локалната самоуправа нема толку спорови, односно ги решава некако на поинаков начин. Например, Министерството за внатрешни работи има илјадници тужби во судот од работни спорови. И тоа се толерира таа ситуација? Да, се толерира и се остава она дури
нели како фраза оставаме судот да одлучи. Не мора секогаш судот да се остави да одлучи, особено кога е неспорна работата. Само се трошат ресурсите на и онака кои ги нема судството. Имаме надомести на штети, да речеме откаснување на кучиња и тој тип на работи кои навистина не мора. Државното правобранителство треба да излезе исто со некоја анализа да каже во кои ситуации може навистина да ги решава работите, а да не мора да стигне во суд и на тој начин ќе се намали тој притисок врз судот. Тоа би било добра стратегија. Зборуваме за буџетот и за финансиите. Сега да, може би имате простор да приговарате, еве дека дури на договорени 200 нови вработувања ништо практично не се случува, но од друга страна неодамна се случи одлука на Уставниот суд со која што беше поништен законот со кој законодавната власт ги намали коефициентите на плати за судиите и практично ги остави на истото ниво како претходно. Сега Уставниот суд го поништи тоа и де факто ги зголеми платите на судиите, така што сега судиите, претпоставам дека немаат право да приговараат барем за висината на сопствените плати. Ама погрешно е финансирањето на судството да го врзуваме со платите на судиите и само тоа да биде тема. Тоа е една работа. Дури и судиите, издруженијата на судиите само за тоа реагираат. Сега ако бидеме фер. Како ништо друго, значи може да ги напаѓаат, да ги омаловажуваат, да ги обвинуваат, тоа ќе си ќутат. Ама платите само за тоа се реагира. Ве разбирам и навистина тоа е тоа кога го велам дека е оставено предолго време да биде тој тивок простор, празен простор, каде што судството мора да се избори да биде рамноправна власт, затоа што Уставот е рамноправна власт, а не третата власт, и да очекува да му биде дадено нешто што по Устав му припаѓа. Тоа треба да биде чекор по чекор, навистина изборено, постигнато. Да, и постигнато, и не само со барања, со соодветни анализи, со работа и тука судскиот совет треба да одигра навистина значена улога. Одлуката на Уставниот суд се однесува на членовите на судскиот совет? Не, затоа што ние сме платите на членовите на судскиот совет се во друг закон. Одредбата која ја поништи Уставниот суд е од законот за плати на судии, а постои закон за плати на членови на судски совет. Одредбата е иста. Од страна на судскиот совет беше поднесена иницијатива и за поништување на таа одредба. Логиката е дека аргументацијата која понуди Уставниот суд, барем она јавно што можевме да го видиме, а тоа е дека со ова се интервенира во независноста на судството, а со оглед на тоа дека уставната и законската позиција на судскиот совет е како независен и самостоен орган на судството, што значи е дел од судската власт, мислам дека аргументацијата би била слична. Ки вие барате повисоки плати. Така е, да. Де факто. Според податоците, заклучно со крајот на 2025 година споменавте делегирање судии во други судови. Во сите судови во земјава биле систематизирани 639 судиски позиции, од кои биле пополнети само 418 или 65%. Ни 2/3 од систематизираните места. Познато е паралелно дека веќе извесен период нема нови генерации слушатели на Академијата за судии и јавни обвинители. Рековте веќе делегирате затоа што има проблем од елементарно функционирање на одредени судови. Како среднорочно, долгорочно ќе го решавате овој проблем? Ете, тоа се краткорочните што велите на година дена решенија. Не случајно го зборував притисокот врз судството од страна на целиот систем. Мислам дека треба да се работи на тоа за да се штедат на вистина овие ресурси. Немаме други опции, законските опции се тие. Доколку влезат овие вработувања, треба да се работи на тоа да се задржи и мотивацијата и квалитетот на одлуките, бидејќи кога ќе оптеретите судија со многу работа, ние едноставно мораме да смислиме само механизми како да им ја задржиме мотивацијата и желбата за работа. Но резервен на базен... судии кои, например, и по 3-4 норми... Да, но резервен базен нема. 418 во моментот. Дел од нив ќе почнат да одат во пензии, тој број ќе паѓа, додека не дојде нова генерација од Академијата. Таа
без колку 2-3 години не може да дојде утре да се распише огласот. Така е, да. И сега ова е резултат на такво занемарување на проблемот и само да се надеваме дека нема премногу да се продлабочува, да се постигне една меѓуинституционална соработка како овој проблем да се реши, да не стане уште поголем. Можни се некакви адхок привремени решенија со продолжување на стажот на овие судии што ќе исполнат услови за одење во пензија? Па веќе има такво решение. Веќе дел од судиите бараат, тоа се прави на посебно барање на судијата. Дел од судиите кои... Не мислев и екстра од тоа, плюс. Можно е, како можно решение е, зошто, бидејќи постојат навистина судии кои можат да продолжат да работат и се потребни на судството. Така што ќе треба да се поработи стратешки на овој проблем и да се има, сакам да кажам, диалог со другите власти за да може да се разработи. Во очекување сме на извештајот на Европската комисија за сработеното. Само да кажам уште нешто, зошто го зборував ова за притисокот од целиот систем врз судството. Ако ја погледнете анализата на ЦЕПЕШ, од Советна Европа, таму имаше една, пред неколку години беше, пред 2 години ми се чини, една анализа за колку суди има во другите држави по глава на жител и дали во Македонија поставената систематизација, ја споредував, дали е соодветна или можеби е застарена, па можеби немаме потреба од 600 и кусор суди, да видиме како тоа е разработено во другите земји. Колку е поуреден системот, толку помалку ќе видите дека има судии по глава на жител. Значи, например, во Британија се 11 судии по глава на жител, кај нас се 20-21 во моментот. Во Словенија стигнуваат и до 40. Ама таму нема тужби од МВР како што тоа сакам да го кажам. Можеби треба да работиме малце и подлабоко и посуштински и постратешки на ова прашање. Па и 418 може да бидат доволни. Да, доколку бидат подкрепени со соодветни услови, со соодветен персонал, бидејќи мислам дека персоналот е доста долго запоставен колку вреди за да можат судиите да работат и да бидат фокусирани. Од тука, кога тоа ќе се исполни како услов, можеме да бараме на вистина резултати, да притиснеме да ги бараме резултатите од судиите. И во овој дел само да напоменам. Јас сум критична кон судството, особено бидејќи доаѓам од адвокатурата и не сметам дека се лежи во објективните околности. Бидејќи во еден ист суд, под едни исти услови, може да видите, се особено од внатре ги гледам тие работи, може да видите дека има судии кои работат многу повеќе отколку од некои други. Значи има и субјективни критериуми. Но вака ќе им ги избиеме од рака сите изговори и ќе мора да се бараат резултати. Они сега треба да испорачаат резултати, бидејќи верувам дека можат малце, во одреден дел можат и малце подобро. Тргнав да го поставам тоа прашање. Реков, се очекува извештајот на Европската комисија за сработеното во делот на реформската агенда од планот за раст. Таму значаен сегмент се и реформите во делот на правосудството. Има компликација околу што туку донесениот закон за судски совет беше обзнанет како голема реформа, бидејќи во него требаше да бидат инкорпорирани препораките од оценската мисија на Европската унија, исто така мислењето на Венецијанската комисија и законот беше усвоен на 29 декември, кон крајот на минатата година. Но има сигнали дека Европската комисија нема да го признае за завршена работа затоа што не целосно били инкорпорирани препораките од оценската мисија во тексте со тие компликации, иако како судски совет немат ингеренции ни во делот на предлагање, ни во делот на носење на законот. Не, јас навистина не знам што ќе биде проблематично, како ќе го гледа што е освен од процедурален аспект, бидејќи не биле сочекани коментарите од Европската комисија пред да биде даден во парламентот, што не е никако врзано со судскиот совет. Не знам кои би биле забелешките, но мојот став е дека доколку во претежен дел, да речеме и како и претежен дел се исполнети забелешките, ако се работи за несуштински измени, треба да се смета како завршена работа. Да, добро, ама ни јасни, вие не сме Европска комисија. Не, знаеме ни методологијата по која они ценат
Дали нешто е завршена Ако работа? се водиме по логиката на изјавата на премиерот од пред некој ден, кој што самиот рече за законот за судски совет има некои несуштински мали работи што треба да се додадат и тој закон брзо ќе дојде на дневен ред на собранието, предпоставката е дека сепак ќе треба тоа да се заврши пред да се штиклира како завршена обврска, но да почекаме, ќе ни стане јасно. Од конкретните случаи за кои што сакам да ве прашам, секако кочани е неизбежна тема, иако веројатно и немате премногу ингеренции таму како судски совет. Има ли нешто со што вие може да помогнете во тој случај што побрзо и посоодветно да биде испорачена правда? Зборувам за трагедијата во така нареченото Кабаре Пулс. Јас многу внимателно морам на оваа тема, особено бидејќи јавноста е запознаена дека јас бев бранител пред да бидам именувана во судскиот совет, бев бранител во таа постапка, но и тогаш и сега бев заинтересирана да има еден доследен процес, еден процес опочитување на сите права. Ингеренциите на судскиот совет се навистина ограничени, бидејќи се што во ваков сензитивен предмет, воопшто во сите предмети, а особено во ваков сензитивен предмет, може да се се што може судскиот совет да направи, може да се протолкува како некој тип на интервенција во жив предмет и се надевам дека нема да има никакви потреби од било какви интервенции, но доколку се јави проблем кој може би влегува во ингеренцијата од аспект на организација, од аспект на поддршка за водење на предметот, или пак заштита на судиите кои работат на предметот, председателот на судскиот совет и членот, зборувам за тој совет таму што постапува, ние имаме надлежности да ги заштитиме судиите, да понудиме разбирање и така натаму. Сега за сега немало никакви, но јас во било каков случај, доколку се спомена Пулс во работата на судскиот совет, ќе гледам да не се остави ни најмал сомнеш за некаква... Ќе се изземат. Да. Во тек се постапките за избор на председатели на основниот кривичен суд и на управниот суд. Велам во тек се, но никако да завршат. Огласите се објавени пред повеќе од 10 месеци, во јули минатата година. Се знаели дали и кога конечно ќе завршат овие постапки? Вака, по однос на ова прашање, морам да бидам директна и јасна. Недозволиво е постапките за избори да траат долго. И тоа е мој јасен став и овој став ќе го имам секогаш. Од 7 месец трае постапка за избор на председател, а постапката е на пола, да речеме, бидејќи јас бев председател на комисијата која врши оценување на кандидатите и кај управниот и кај кривичниот. И зошто, предпоставам, затоа што тоа е период во кој што прво кандидатите може да се автоцензурираат, да се обидуваат да ги прилагодуваат своите одлуки на очекувањата на оние што или треба да ги бираат или можат да влијаат на нивниот избор, така? Да, предолгото трајање остава простори за шпекулации, за различни толкувања и евентуално прилагодување на кандидатите во исчекување на одлуката, што не е добро за нив, не е добро за институцијата, не е добро за системот во целина. На последната седница на судскиот совет помина корекцијата на вонредното оценување во смисла на бодови. И сега таму има двајца кандидати, конкретно за основниот кривичен суд Скопје зборувам, Даниела Димовска, која што е и веде председателка на кривичниот суд, и Ивица Стефановски. Но тие во самото финале сега влегуваат едниот со 200 бода, Даниела Димовска, а другиот со 199 бода, Ивица Стефановски. Што значи тоа и значи ли нешто кога утре ќе гласате вие, кој од нив двајца да биде председател на основниот кривичен суд, а тоа не е било кој суд во држава? Да. Бодувањето мислам дека не носи пресудна тежина во изборот, бидејќи тоа може да биде важно, бидејќи не се рангираат председателите, односно кандидатите за председател, тоа може да има тежина важна при рангирањето за унапредување. И тогаш гледаме дали се оди по табела или не. Овдека тие поднесуваат и плани, програми, имаат и интервју. И мислам дека тука е најважното, каде може да ги покажат своите менаџерски способности. Во врска со кандидатурата на Даниела Димовска има еден друг аспект што и јавно се коментира, а тоа е фактот дека нејзиниот брат, кој што бил, не знам дали формално се уште е, инспектор во УЈП, според
истрагата и тоа што јавно досега е објавено, бил во постојана врска и контакт со газдата на кабарето Пулс во Кочани. Има истрага за тој случај, мислам дека се уште нема обвинителен не знам. акт. Дали оваа околност има значење, односно треба да има значење при евентуалното одредување на членовите на судскиот совет за тоа дали Даниела Димовска треба да биде председателка на Основниот кривичен суд? Мојот став по ова прашање е дека апсолутно никакво досега нема покажано поведение веде председателката, било каков сомнеш кој би можел да на некаков начин законски нема никакви ингеренции, но еве од некој етички морален аспект да ја прави недостојна за таа функција додека траат овие истраги. Ние сме свесни дека судиите секаде се контактираат, тоа е еден мрежен систем, се познаваат сите меѓу себе, но досега навистина нема, освен поврзаноста на роднинската врска, не гледам никакво действие. Доколку такво се појави, доколку има издржани сомнежи, тогаш да, би било проблем. Без оглед што не е во незиниот суд, е во друг суд. Но за сега не гледам зошто би било проблем. Што се случува со постапката за избор на председател на управниот суд? На минатата седница го усвоивме извештајот, јас сум председател на комисијата за оценување. Прво за гледачите сакам само да објаснам само во 2 реченици дека и по закон процедурата за избор на председател не е баш неедноставна. Значи не е баш едноставна. Се работи за 3 комисии низ кои поминуваат кандидатите за да стигнат до избор. Прва е комисијата која јас сум сега председател за оценување, а таа дава налог на надворешна комисија која е составена од судии за да ги оценува по соодветен правилник, па се враќа извештајот, па ние го гласаме, па понатаму имаат право на приговори, па ако ги уважиме приговорите, ги гласаме повторно, ако не одат во Врховниот суд и таму знаат и долго време да останат, зашто имаме апел и да побрзо се решаваат. Па после оди на друга комисија, која е комисија за избори, ги спроведува интервјуата и тестовите и така натаму. Така што и по закон е направена да биде комплицирана, што според мене е непрактично. Но на прашањето до каде, мислам дека и таа долго трае, без оглед од 7 месец што е и што поминал изборен период, мораме да ги движиме процесите малце побрзо. Таму има една специфична ситуација. Паралелно има оглас за избор на судија во Висшиот управен суд. И кандидатката за таа позиција, судиката, помогнете ми, Едита Насковска. Е исто така и кандидатка за председателка на управниот суд. И сега како се поставувате во вакви ситуации? Особено што едниот оглас е многу отпорано распишан отколку овој другиот. Судијата која прво поднала пријава за да биде судија на Висши управен суд во исто време е единствен кандидат. И таму тој оглас е врзан со и друг оглас за избор на суди во апелациониот суд Штип. И некако таа процедура не се спроведува со поголема динамика и од тука повторно ќе нагласам дека овие ситуации во кои процесите траат тромаво или да речам споро, оставаат простор за различни толкувања и оставаат простор за поклопување вакви во кои можеби ќе влеземе во некои ситуации да направиме некои грешки. А за обиди за влијание? А во која смисла? Па, не знам, да имате барања, притисоци од надвор. Гледате, обиди за не можам да негирам дека постојат обиди за влијание. Еве во овие 4 месеци можам да кажам и дека према мене имало, зборам за обиди. Дали некој ќе подклекне под влијанието е навистина индивидуална работа. Без оглед што тој обид беше извршен, јас решив да го пријавам соодветно. Не се работи за голема работа, не се работи за нешто што е клучно. А каде го пријавив? Кај председателот и во судскиот совет, за да знаат. Сметам дека како нов член можеби и треба однапред цврсто да се поставам за
ситни вакви интервенции за да знаат дека не може, мислам дека така се проверува колку е отворена вратата. Да не ви се смеат членовите на судскиот совет? Не. Да викаат видете Сузана. Не. Мислам дека сериозно се сваќа работата, иако можеби така така делува, но сериозно се сваќа, особено можноста за влијанија треба да се сведе на вистина на минимум во рамките со тоа да покажеме интегритет и со тоа да ги подобриме перцепциите. Сега мислам дека нема да сгрешам кога ќе кажам дека вие го презентиравте извештајот од името на работната група која што беше во Основниот суд во Битола, или не само во Основниот суд во Битола, за случајот во кој што на собственикот на Марковски компани, Борче Марковски, притворот му беше заменет со гаранција од некаде околу 5 милиони евра. И ако добро следев од тоа што беше кажано на седницата на Судскиот совет, констатиравте, сега можеби ќе поедноставувам, заобиколување на процедури за да се постигне посакуван совет на судии, кои на конкретно 16 јануари оваа година на Борче Марковски притворот му го заменуваат со гаранција. Станува збор за случај поврзан со набавка во РЕК Битола, односно во електрани. Со оглед на ваквите изнесени индиции, дали е поведена постапка за утврдување одговорност на судии од Битола? И да биде и да не биде покрината, не смеам, согласно закон, не смеам да откривам овој тип на информации. Можам да кажам дека Судскиот совет постапува понатаму. Кога ќе го дадеме извештајот на јавна седница и кога ќе го гласаме, тука завршува јавноста по однос на овој тип на постапки. Тоа е, судиите се заштитени со закон и не смееме понатаму да дискутираме дали има барање, дали нема барање и докаде е постапката. Можам за јавноста само да кажам, теоретски, дека доколку се испитаат наодите од извештајот визави обврските од законот за судови, односно одредбите од законот за судовите, каде што се утврдени во кој случај може да се покрене постапка за утврдување на одговорности, дали се работи за тешка дисциплинска повреда или полесна дисциплинска повреда, секој член од Советот има право да покрене барање. Тој тогаш делува како дисциплински обвинител, да речам, тоа барање е како дисциплинско обвинение и понатаму има со закон утврдена процедура како би се одвивала постапката која значи расправа и покана на судијата и така натаму. Во законот е уредена целата постапка. Но сакам да кажам од почеток до крај тие постапки се строго јавни, освен ако судијата не се откаже од јавноста. Добро, но од тоа што јавно го чувме и од извештајот, очигледно беше дека постои една серија на настани кои што упатуваат на тоа дека... Да, ма сакам да објаснам дека тие серија на настани, тие што ги прочитавте утврдени факти, треба да се стават во контекст на можни повреди утврдени со закон. И дали представуваат повреди и какви повреди представуваат тие, за да евентуално произведат некоја постапка за утврдување. Има ли совршен криминал? Па, тука е предизвикот, бидејќи тие се софистицирани облици на веќе што вика еден член во Судскиот совет, дали го гледаме слонот во собата. Ретко кога е слон, откриваме слон, него треба да низ детали ги откриеме начините на кои што се постапува. И само уште за случајот со разрешената апелацијска судија Наташа Савовска-Димитровска, која доби прв пат право на жалба во повторената постапка. Предпоставувам дека таа веќе има поднесена жалба и дека предметот е пред жалбениот совет при Врховниот суд, но сега големото прашање е каква одлука може да донесе жалбениот совет. Дали може мериторно да реши и да каже да, останува разрешувањето, таа повеќе не е апелацијска судика, или да донесе одлука дека треба да си остане апелацијска судика. Што мислите вие? Сега, за разлика од предходните, за Наташа Савова, можам да зборувам, бидејќи самата судија се има откажано. Да, таа сама излезе и зборуваше отворено и јавно, да. Прво сакам да кажам дека сум многу задоволна и да речам горда на тоа дека Судскиот совет даде право на жалба, бидејќи тоа беше една дискусија во рамките на Судскиот совет, на колегиуми. И тоа беше директна последица на пресуда на Европскиот суд за човекови права,
за исто така разрешени судии во слична постапка, конкретно за судијата Рибарев, го спомнавме. Да. Што значи дека судскиот совет покажа сензибилитет и покажа правно познавање и правна логика, примена на правна логика и тогаш кога законот изрично не утврдува определена процедура, а се со цел заштита на правата на судиите. И во овој случај задоволна сум дека одлучивме со мнозинство да дадеме право на жалба, иако морам да кажам дека имаше одвоени мислења. Како ќе одлучи жалбениот совет, навистина ќе биде предизвик за него, бидејќи кај него па дури правната празнина е поголема, втор пат доаѓа предметот, не постои законски уредено, од страна на Страсбург не е понудено решение во пресудата за Рибарев. Не е понудено решение кои одлуки би му стоеле на располагање. Јас би сакала да ја видам оваа постапка завршена, во смисла или ќе го потврдат решението или ќе одлучат мериторно, за да не се враќа повторно на судскиот совет, бидејќи треба да се има во предвид дека судиите се заштитени со членот 6 од конвенцијата, кој што бара судење во разумен рок, односно оваа постапка за нив веќе предолго трае и сметам дека заслужуваат да имаат конечна одлука. Ќе почекаме, ќе видиме и ова ќе биде одлука преседан во историјата на македонскиот правосуден систем. Благодарам за овој разговор. Благодарам. Почитувани, благодарам за вниманието. До крајот гледајте новата саботажа. Впечатлива е реториката која користат конфронтираните страни во внатрепартискиот судир кај социјалдемократите. Поддршката на владината намера рударска паланка пак да стане тоа што била. Неминовно значи и директен конфликт со раководството, кој е при изборот. Не ги бира зборовите. Како може еден градоначалник, кој што не може 10 крави да исконтролира, утре ги контролира тако рудно? Тој со 10 крави не може да се справи. Никој никому не останува должен, особено кога партијата не може да ги исконтролира ниту своите градоначалници, кои по се изгледа според начинот на кој се комуницира, ќе останат да се бројат само на прстите од една рака. Вистина сум тотално изненаден однос на наративот во самите соопштенија, ќе кажам словно луди соопштенија. Кога се тоа кое внатре им звучи шашаво, ќе се надогради со специфичната позиција кон некои што биле третирани како припадници на режимот, границите дополнително се пошируваат. Како советник на министерот Тодоров, за кој што жалам што веќе не е политички во ВМРО ДПМН, поради тоа што имаше една храброст политичка да соработува со експерти од различна политичка провиненција. Тие пак што во едно време имали иста политичка генетика, па од Титови пионери станале Чедан Александар, имаат забелешка на фактот дека некој се охрабрил да го избрише и нивното минато. СДСМ не е партија која е создадена пред 35 години. СДСМ се митареше преобрази од СКМ, стана СКМ ПДП, од СКМ ПДП стана СДСМ. Тоа е исто како да слават годишница од државата, од моментот кога се викаме Северна Македонија. А кога веќе се доведува во прашање доследноста, звучи прилично зачудувачки драматичниот дисконтинуитет во ставовите. Па тие што едно време ја крое идеолошката и националната матрица, сега како да се излезени од колосекот. И мислам дека моменталната цврста позиција на премиерот дека ќе чекаме ако треба со децении е погрешна. Влезот на Македонија во Европската Унија значи дефинитивно легитимирање и меѓународно поставување, да речам, етаблирање на нашата држава. И затоа не пуштаат. И на крајот, иако најголем дел од граѓаните сакаат таму, без проблем ги пуштаат само оние што решиле да најдат покус пат. И за нив постојано има оправдување. Не баре останатите не сакаат да ги чувствуваат истите привилегии. Постои опасност нашите кои заради работа, заради не знам што, заради тоа што мораат да возат камиони или ова или она луѓе кои имаат бугарско државјанство, ќе мора да се откажат од нашето за да си ги продолжат своите обврски кои ги имаат. Додека сите останати цупкаат во место. Сега дури треба да им го берат и гајлето и да стравуваат дека се очени со предизвикот. Тие би се откажале и од самите себе си.